Почитувани гледачи, гостин во утринската програма на Слободен печат е министерот за правда, господинот Кренар Лога. Добро утро, господин. Добро утро, добро најдов. Ќе се задржиме на заклетвата на председателката Гордана Силјановска-Данскова, која предизвика бура од реакции. Вие бевте меѓу првиот кој што реагираше на начинот на кој што таа даде свечената заклетва, не споменувајќи го уставното име на Република Северна Македонија, под образложение дека имала право на самоопределување, на мислење како и сите други граѓани. Она што ние досега го знаеме, дека јас како Љубиша Николовски, кој што не е официјално лице, никаде можам да говорам како сакам. Меѓутоа првиот човек на државата се очекуваше и целата меѓународна јавност очекуваше тоа да биде така како што е договорено со договорот од Преспа, уште повеќе да го почитува уставното име на државата. Тоа не се случи. Вие реагиравте? Дали стоите се уште на тоа? Уште од прв момент реагирав и понатаму ќе реагирам, бидејќи почитуваната Давкова не е обичен граѓанин на оваа држава, туку прв човек со множество гласови изгласан во последните избори. Така да верувам дека ќе треба да е на ниво на задачата за која имат дадено заклетва, не со таа што сите ја очекувавме од незина страна дека треба да е според уставот. Туку според тоа што кажува и во последен ден дека е според неговото убедување како треба да се. Е лош пример за државник, е лош пример како професорка, бидејќи знаете, цел живот имат предавано уставно право и на крај на животот седнува на таа функција и да докажува на дело како треба да се почитува уставот и државата, и за жал си ја направи спротивното. Од другата страна е лош пример заради тоа што утре ќе имаме заклетва од страна на полицајците, од страна на представници на армијата, војници и другите. И секој по своја волја ќе може да даде заклетва на име на држава која веќе не е. Некој ќе може да каже дека заклетвата ја дава на Република Северна. Некој друг ќе може да каже дека некој друг поим. Иако се брани со тоа дека е подпишена на ова документ кој ја има уставното име, но која е логиката на заклетвата како церемонија пред 120 пратеници и во храм на демократијата кој вие не го почитувате, бидејќи тој е собрание на Република Северна Македонија. И јас очекувам дека овој прв пенал, или како кажува народот, лоша или нога или лева нога, да се оправда денови. Јас веќе вчера приметив дека има од незина страна како ретерирање од тоа, за жал тоа се случува после 2 дена кога ние жестоко сме нападнати од сите страни, од сите наши сојузници, од наши соседи и верувам дека не беше добар почеток на мандат и да не е некоја најава и за другите функционери во Идина, бидејќи и во честитките од страна на колегата од МВР вие имате истата реченица, вие честитам функцијата председател на Македонија, што значи дека е една стратегија на ВМРО ДПМН. Има заборавано дека нема после избори друга кампања електорална, бидејќи предизборната, изборната заврши, сега нема, после тоа има само одговорност и нема да има никаква тежина во државата, освен дека ќе влијае на лоша конотација внатре и надвор од државата. Како и да е, значи ВМРО има добиено огромна поддршка од граѓаните и за жал ќе излезе на виделина дека сето тоа што е кажано 7 години назад и сето тоа што е кажано на избори е огромна лага за да се добие гласови. Не е вистината, бидејќи еве сега ги имат сите бројки, 80 пратеници заедно со Блен, со Максим и со Левица. И еве нека повелат тоа што го кажуваат, да не го кажуваат вака полу законски, незаконски, туку нека одат во собрание со уставни измени, нека не ја враќат името. Значи ако играат честно, значи тие ќе треба во првите денови
да ја враќат уставното име на Македонија, бидејќи ги имаат бројките. Значи 80 пратеници заедно со две други партии кои исто така во предизборната кампања, изборната кампања имаат најавено дека ќе работат за да се врати уставното име. Верувам дека не очекува тежок период, освен тоа што се случи со свечената ова заклетва во собрание. Меѓу време имаме ние и други процеси во државата кои се надвор од нормалноста и реалноста. Бидејќи вчера се гласаше во ДИК и гласањето беше тенденциозно заради тоа што иако имавме фер и демократски избори според сите стандарди, без никакви забелешки од ниту еден наблюдувач, било тоа од партиски или од меѓународна заедница, вие давате лоша порака дека после избори, кога веќе се знае кој е победникот од една страна, без да се верификуваат мандатите од страна на ДИК, без да имаме конститутивна седница на собрание, вие имате победник од македонска страна кој два пати ја посетува седиштето на губитничката партија кај албанците, само за да дава порака дека кој ќе е идниот коалиционски партнер за да влие во изборниот процес, бидејќи вие имате изборни органи кои уште немаат донесено одлука заради овие сите апликации за да се има повторување на избори на одредени места или успротивно да влијае кај другите потенцијални пратеници дека ако јас помагам кај вас денеска, вие ќе треба да услугата да ја вратите за да дојдете утре кај мене. Ќе се навратиме на оваа тема. Би сакал да го завршиме процесот околу заклетвата и почитувањето на Уставот, бидејќи тоа дава поттик и на сите останати институции, граѓани, да не го почитуваат уставното име, оние кои се задолжени да го прават тоа. Едно од вашите барања е дека претседателката треба да ја повтори заклетвата. Значи, вие не можете да добивате функцијата ако не давате заклетва. Значи, како секој избран од влада или именуван мора да дава свечена заклетва. И вие ако не ја давате заклетвата според правилата и прописите, значи ние не сте ја земале функцијата. И затоа јас кажав и на Facebook статус, или ќе треба да имаме уште еднаш повторување на заклетвата пред претседателот на собранието, за да даде пример за сите идни генерации, дека секој граѓанин на оваа држава, која е логиката вие да се дочите утре и да давате друга заклетва усмено и друга заклетва на писмено. Значи ова е парадокс невиден. Како може професор по уставно право, како може претседател на една држава да дава заклетва различна од тоа што ќе го подпишува? Ова значи дека сите тие работи што вие ќе ги кажувате усмено, утре нема да ги почитувате, бидејќи ќе подпишувате нешто друго. Значи јас пак стојам на и евентуално може да покренеме и постапка во Уставен суд, пред Уставен суд, заради тоа што ако имаме ваков преседан, ви кажувам, и во иднина ќе има и други поединци кои ќе сака да се докажува дека се големи патриоти. Советници во локална самоуправа. Па не само тие, било тоа македонската заедница, било тоа и другите заедници. Значи, може, еве на пример, не сакам да злоупотребувам, туку може господин Стојковиќ да кажува дека давам заклетва јас на Република Јужна Србија. Или може да излезе некој да каже Ромска Македонија или албанскија и да се подпише на Северна Македонија. Тоа ќе губи смислата устната изјава. Тоа само нека не даваат устна изјава, само нека ја подпише. Затоа е нелогично. Секаде во светот се дава устно. Сите министри, цела влада. Јас ја дадов примерот на претседателот Обама и на САД дека може да се случува за било која ова причина да има ваква, наводно кажем, недоразбирање или непочитување намерно или не, и вие да можете утре, значи јас како член на Државна изборна комисија тогаш дадовме заклетва пред претседателот на собрание. Можете и денеска истото е вие да ја го повторувате со претседателот на собранието и господјата Давкова да ја повторува заклетвата како што го бара Уставот и како што таа цел живот имаат предадено право дека треба да се почитува Уставот
и сите закони во државата. Имаше објаснување од некои уставни експерти дека така било напишано во изборниот законник. Ние од 2019 година имавме измени во уставот. И за среќа и за жал, веќе од тој момент нема само од историска конотација имаме Република Македонија до тој момент. Од тој момент и ние сме Република Северна Македонија. Дали јас се согласувам или не, тоа останува кај мене или кај вас или кај било кој во државата. Додека ја имаме таа формулација, мора да се почитува. А особено во тоа што господјата Давкова ја има таа пракса, бидејќи има години и има дадено заклетва и како пионер на Тито, како на Социјалистичка Република Македонија или Народна Република Македонија. И во свое време. И денеска ќе треба да се почитуваат сите овие прописи како пример од прв човек кој ќе ја почитува уставот и законите. Уставот е над изборниот законник во секој случај. Не само тоа, и да е, како што некои одредени експерти кажуваат, тоа ќе треба да е на ниво на техничка грешка. Ако беше како што кажуваат тие, од прв момент кога имат забележено председателката дека не е според тие очекувања таа што ги имат, но во моментот треба да ја врати свечената изјава со барање, дајте ми друго свечена изјава според изборниот законник. После 48 часа вие имате од нејзина страна став дека јас сум се потпишал на акт и документ каде е наведено државното и уставното име на Република Северна Македонија. Во еден медиум имаше дури инсинуација дека фактички председателот на Собранието на некој начин и дал таков текст каде што не пишува Северна Македонија, па сега виновен ќе искочи председателот на Собранието дека и подбетува текст што не е соодветен на уставот. Може и од тоа да излезе во јавноста? Не, за жал сега спинови од страна на... Дали беше целта фактички од популистички аспект да се задоволат барањата на 500.000 граѓани кои што нели се повикуваат дека се против промената на уставното име, дека никогаш Северна, само Македонија, за внатрешна употреба, но тоа имаше големи реакции од цела европска заедница. Кажав и пред да влеземе, у емисија дека беше прв пенал у прва минута. И за жал, вие можете да ги задоволувате на таков начин што ќе имате уште после изборна кампања. Невидено ова ситуација, но сите сојузници наши реагира на време. И не само сојузниците, туку и сите држави околу Македонија го кажува својот став дека не е прифатливо е. Од другата страна, од кој што зависи од европската перспектива, не само Бугарија и европската перспектива. Ние веќе сме етаблирана држава повеќе од 30 години. Вие сте држава не само кога се само регулира внатре во земјата, туку вие ја добивате поимот држава кога ги почитувате меѓународните договори. И тој меѓународен договор ве прави и ви дава ова суштина дека вие сте држава. За жал, некои политичари денеска сакаат да ја враќат славата на тие 11 години херои, лажни патриоти на оваа држава, а за наша среќа тие ќе се демонтираат себе си за 3 или за 6 месеци, бидејќи мора да одат на измени на уставот за да се внесуваат бугарите и другите заедници во државата заради тоа што нема друга перспектива. Они ќе кажуваат реченици сложени дека ќе бараме гаранции како што беше и во најавата дека требаше да имаме заедничка ова држава влада со СДСМ пред скоро 6 месеци. Ќе кажу дека дополнително гаранции ќе бараме од САД, од Европска Унија или од Бугарија. Тие дополнителни гаранции ќе се само усмени дека нема да имате такви работи. И тога ќе кажуваат дека еве ние добивме гаранции некако СДС, добивме гаранции и сега можеме ние да ја отвориме патот и да имаме уставни измени, а замислете вие ја имате блокирано перспективата на оваа држава не 11 години со Груевски, туку дополнително и 7 години со СДСМ, кога вие
имате играно ова играта како чесен македонец или патриот. За жал, по неколку пати македонецот пак ќе се разочарува од своите политичари кога друго му се дава во предизборието, а друго и се сервира после избори кога ќе кажува дека немаме друго решение. Да се вратиме се малку на домашната политичка сцена. И таму имаше и се уште има одредени турбуленции околу тоа кој од партиите на албанците ќе биде власт, кој ќе биде опозиција. Бројките се, разликата е мала. Составот на двете партии Разликата е огромна, бидејќи 6 пратеници е условно една третина од Да. Користам вокабулар што е во јавниот дискурс од опозицијската партија и генерално две обвинуваат дека вие не сте чиста албанска партија, дека ќе изгубите и дека они се легитимен представник на албанците. Не навлегувам јас со мој став, него тоа користам тоа што е, затоа и сакам од вас да слушнам како ќе се позиционира ДУИ во оваа ситуација кога тие го велат тоа, а кога неголемата македонска партија ВМРО-ДПМН експлицитно кажува дека сака да коалицира со ВЛЕН. Јас не сум представник на ДУИ, значи јас сум како представник на Алијанса за албанците, дел од коалицијата Европски фронт. И ставот наш е како и од секогаш. Значи во Македонија треба да се почитуваат правилата кои не се пишани, а треба можда и да се повикуваме на бадинтерската гласање и во собрание кога во моментот кога ќе се гласа владата, бидејќи која е улогата на албанците и на сите тие гласачи кои гласат во албанскиот дел за да го имат својот победник на позиција. Се губи суштината на демократијата. Тогаш вие ќе имате победничка партија од македонскиот дел, а од другата страна само ќе треба да имате албански политичари кои само ќе се шминкат со креми, со другите додатоци, за да се му се допаѓат на Мицкоски, на Ковачевски или на другите. Значи нема никаква реалност вие како победник да ја земете во вашите преградки омилениот ваш партнер. И тоа се случи сега со заволја на вистината, кога ВМРО-ДПМН имаше најголем број на пратеници, но ДУИ тогаш не. Друга реалност и разликата беше толку мала што не може да се спореди со ова сегашната. Дека имавме ние од македонската политичка сцена, како да кажам, интервенција, тоа се виде и не знам дали во ова студио или во друго студио, кога господинот Мицкоски кажа дека што ќе се случува внатре во Алијанса за албанците. И за волја на вистината ние не знаевме. Значи, он ја ослика сите по мануел што ќе се случи со нас. И за жал, кај нас се случи тоа дека... Што значи тоа? Оно значи дека е креаторот на тоа што се случи во албанската опозиција. Значи, имавме прв пат од позиција на опозиција и, како да кажам, немоќен политичар со власт, да интервенира внатре во друга политичка партија. И, за жал, и денеска он е по ист терк работи, кога он сака да избере внатре во албанскиот дел со кој ќе коалиционира. Значи, терминот инженеринг, сакате да кажете, тој што тогаш го применил во Испанија? Сам го имат, значи не го имате, значи и визуелно и со тон, како кажува дека ќе се случува дел од Алијанса што ќе остана, ќе има такви работи без да знаеме ние внатре. Имаше многу Некој знаел? Некој знае бидејќи он дел од играта. Јас сум имал средба ден пред да ја објавува на Facebook со статус господинот Таравари, имав една средба во Косово и кажав дека не сте вие во улога да користите некој тамо за ваши потреби, туку напротив. Ве користат вас за да некој да ги покрие сите овие работи од ВМРО-ДПМН. И за жал се случи тоа. Сега имате употребено ова Албин Курти и во првиот круг и ведвендоси или самопределување на Албин Курти како сојузник до
ден на избори и после вие имате дека ние сме утре на влада, дека ќе коалиционираме и Албин Курти исчезнува. И сега најголемото прашање во македонска јавност дали ќе коалиционира Албин Курти со Мицкоски. Дали прв пат ќе имаме сојузник од Албин Курти во Македонија, во македонскиот дел, и дали влегуваме во нова ера на политика во Балканот, кога вие ќе имате коалиција внатре, бидејќи уставот во Косово му загарантира на Курти да соработува со господинот Вучич преку српската оваа листа, бидејќи таму е загарантирано право да победникот да се почитува, значи според уставот и да е дел од влада и треба по логика на Бадентер кај нас. А сега прв пат ќе имаме ова, значи игра и кај нас и ќе видиме, значи деновие дали ќе дел од мнозинството на Мицкоски ќе е и само определување на Албин Курти. Сакате да кажете се транспонира односот во Косово и Србија во Македонија има можност? Па и ја има. Тука Курти ќе биде представник на албанците на некој Не знам начин? дали ќе добива и ресор преку својот представник во Македонија. Значи е едно изненадување што сите ние очекуваме да ја откриеме како понатаму. Бидејќи јас имам и други информации дека има тензии внатре во Влен, дали треба да е дел од мнозинството и пратеникот од Албин Курти или не треба да е, или дали тој сака да е дел за да нема значи врзаност меѓу Албин Курти и Косово и Македонија. Европскиот фронт во кој влегува и Алијанса за албанците каде што припаѓате имаше своји принципи кои што беа третирани во јавноста како услов или предуслов за формирање на влада. Имаше и Влен свој услови, негде кај бевте дури и слични околу уставните промени. И ВМРО ДПМН имаше своји предлози за уставни промени. Сега малку се говори за тоа. Значи ние имаме подпишано заедничка изјава, декларација како албански политички партии и тоа господинот Ахмети пред неколку денови ја откри. Сношти на една емисија господинот Таравари исто така значи признава дека е потпишан на тој документ. Од другата страна ја имате Африм Гаши кој негира дека имат потпишано во тој документ. Од другата страна имате господин Меджити кој после потпишувањето имат кажано дека ова парче е хартија и нема никаква вредност, битно е ние да влеземе во власт. Како и да е, значи за сите тие прашања, за сите тие ставови кажано пред избори кога ние сите заедно заклучивме дека мора ние да се врзуваме не само на збор, туку и на хартија, дека ќе се залагаме за уставни измени како единствен пат, дека да се отвори перспективата на Северна Македонија за Европска Унија. Очекувате сите да останете на тоа и власт и опозицијата кај албанските партии? Значи луѓето се врзуваат на збор и на свој подпис. И сето тоа има последици. Значи јас се очекувам од лидерите на Европскиот фронт да ја почитуваат таа заложба. Од другата страна исто така очекувам, јако очекувањата за Влен и другите што се таму, се дека они сакаат прво да ја добијат власта за да после изиграват со македонската јавност и албанската и другите во земјата, дека еве после 6 месеци ќе ни кажуваат дека после локалните избори еве има некои други работи во регионот да чекаме. За жал, тоа што е невозможно е дека нема да дозволуваат нашите јусузници да има вакво нешто, бидејќи ние се врзуваме сега со планот на раст на Европска Унија, каде ни се доделени, наводно кажано, околу 1 милиарда евра за 3 години и сите тие средства ќе се доделат на државата во вид на грант и кредит, само ние ако ги извршуваме нашите задачи домашни на време. Мицкоски рече милиарда од друго место негде како. Не знам, јас знам за тоа што ние имаме договорено со Европска Унија, бидејќи сме дел од тимот каде ги усогласуваме многу работи. Ние имаме стратегија од страна за реформи во правосудниот систем. Имавме некои амбициозни рокови
кои уште поамбициозни се од страна на Европска Унија и 90% веќе се усогласени. Значи ние имаме поварено да имаме уставни измени во не само врзано со ова прашање, туку и за уставна жалба или за да имат можности судиите и обвинителните да имат можност според уставот да има двостепеноста за при жалба ако се разрешува да се уреди со устав. Значи ќе треба и многу други прашања да се уредат со закони и со устав. А нашиот план беше амбициозен, поамбициозен е очекувањата на Европската Унија и веќе при крај сме, можда денеска ќе се затвори тоа прашање. Затоа кажувам дека колку и да барат политичарите некој друг пат да добиват некои средства од надвор за да избегнат овој европски пат, верувам дека нема да има таква можност, особено во тоа дека зоните на инфлуенција после настаните во Украина, значи агресијата на Русија, нема да дозволуваат членка на Европска Унија да се движи на авантура на поединични политичари. Господин министр, бидејќи сте тука при крај сме се разговорот, редно е да ве прашам докаде со екстрадицијата на Палевски беше се договорено, очекуваме да стигне, вие да им правите се што треба. Него го нема или е стигнат, веќе не знаеме. Не е стигнат. Останува само техничкиот дел кој треба да се изврши од страна на МВР. Значи, наводно кажано, полицискиот дел да се договорат во кој момент и кога ќе треба да се екстрадира од Турција во Македонија. Тоа што беше наша задача, ние експресно го завршиме уште од прв момент. За таа работа ние бевме и на работна посета и во Турција, каде добивме поддршка дека на најбрз можен рок ќе биде, значи, испорачен во Македонија и за наша среќа веќе имаме согласност од нивна страна. Јас верувам дека најкасно до 2 недели ќе биде во Македонија. Што е со Кресничи од Косово? Значи, имаме информација за двајца што се приведени во Косово. Заедниот има, значи, барање за екстрадиција. За жал има двојно државјанство и Косово нема дадено одговор. За вториот исто така има барање пред да додам јас за екстрадиција и останува на полицијата исто така да изврши. Дали тоа е пракса во Косово секогаш кој ќе дојде до стани пани да им дадат државјанство, да не може да ги Не, значи се работи за луѓе што по пат на значи дека е роден таму, не знам, мислам дека е роден таму или по пат на родителова, како се кажува, натурализација. Не, значи нема добиено, сите тие луѓе нема добиено постфестум, значи државјанство, туку ја имат имано претhodно ги како деца. Господине министр, ви благодарам што бевте гостин во утинската програма на Слободен Печо. Се надевам дека ќе имаме прилики понатаму да благодарам и на вас и на други политички просторот и можноста. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме понатаму ако имаме други содржини, ако не, тоа што е наред.